Председателот на анкетната комисија, Шилегов, може би е добар правник во судница, но не е добар председател на комисијата, бидејќи не го почитува деловникот, кој што самиот го предложи, а ние бевме доволно конструктивни да му го усвоиме. Со една единствена измена, што не дозволивме да има 2 гласа во комисијата, бидејќи никој во Народниот дом не вреди повеќе од неговите други колеги. За жал не го почитува деловникот кој што сам го напиша, закажува седници произволно, закажува седници кога знае дека нема присутен некој да даде изјава, не доставува записници, не доставува материјали, секогаш дава или одзема збор произволно на колеги или на присутни на седницата, како што самите можете да забележите. Овие седници, за жал, се претворија во губење на време, наместо во ефикасна работа, каде што анкетната комисија ќе утврди факти. А фактите кои што ни се важни е кој прислушкувал, кој злоупотребил прислушкување и кој ги повредил личните права, демократските права, приватноста и техниките за следење на луѓе во оваа држава. Да знаеме дали е тоа поединец, или е група, или институција, во чиј интерес го направиле, дали постои трета страна. За сите овие факти нам ни требаат само 2 извештаи. Едниот извештај од Министерството за внатрешни работи, кој што го раководи генерален секретар на СДСМ, каде што е портпарол господинот Шилегов, и треба да ни се достави извештајот за извршена контрола и анализа на скандалот со прислушкувањето, кој што постои како документ архивиран строго доверливо во Управата за безбедност и контраразузнавање. Тој документ не ни треба за лична употреба, ни треба за да видиме како се случило прислушкувањето и како да ние, како комисија, извлечеме од тука препораки и заклучоци да ги подобриме законските норми однесување за во иднина да не се повтори. И второ, ни треба извештај од специјалната обвинителка, која што би требало на анкетната комисија да ја достави информација за тоа колку луѓе се прислушкувани, кои материјали ги имаат, кои се автентични, дали имаат форензика, од која институција потекнуваат, кои поединци или групи доставиле и дали имаме прислушкувани 20.000, 100.000 или 200.000 граѓани во Република Македонија, согласно различните изјави кои што ги даваше господинот Заев, кој што ја обелодени оваа афера. Нам ни е чудно зошто СДСМ не сака да дојдеме до извештаите и до податоците кои се однесуваат на аферата кои што тие ја обзнанија во јавноста. Зошто некој се плаши да дознаеме кој прислушкувал, кога прислушкувал и во чив интерес. Зошто некој се плаши да знаеме дали се прислушкувани 20.000 или 100.000 граѓани. И зошто СДСМ гласа против овие извештаи кои што се во надлежност на работата на анкетната комисија. Сметаме дека ваквото однесување само го наговестува однесувањето на членовите на СДСМ и на председателот на анкетната комисија во понеделник. И уште од денес ни станува јасно дека господинот Шилегов сака комисиите да се одржуваат и ние да имаме изјави и реплики на изјавите кога нема присутни сведоци кои што ќе дадат исказ пред анкетната комисија. Тогаш за кога што веќе имаме утврдено сведоци кои што се спремни и му потврдиле писмено дека ќе дадат исказ, како што е случајот со председателот на владата, кој што треба да даде исказ на 14 декември, очекуваме дека нема да се создаде работна атмосфера за истото да се случи. Очекуваме да се прават пречки, процедурални укажувања, прекинување на седници, барање на паузи, презакажување за следен ден и сите други можни деловнички и неделовнички механизми со кои што СДСМ ќе се обиде да го попречи обраќањето на оние кои што писмено потврдиле дека сака да дадат искази и со самото тоа само да ја продолжува тензијата, да ја занимава јавноста, да го троши времето на новинарите, а во самата комисија работата да не постигнеме и да не дојдеме до одредени сознанија, факти и истраги кои што можат да ни ја приближат вистината за тоа што се случило. Тоа е нашата оценка, но еве ќе видиме во понеделник како ќе биде, вие ќе бидете сведоци на се она што ќе се случува. Секој кој што дал изјава, тоа го кажа и председателот на анкетната комисија, очекуваме да биде присутен. Господине Милушевски, дали не појавувањето денешно на Сашо Мјалков значи дека тој има нешто да скрие од комисијата и од јавност?
Председателот на комисијата господин Чилегов кажа кој дал изјава и кој е спремен да дојде сведочи, кој не е спремен да дојде сведочи, или кој писмено досега се изјаснил, или кој можеби во иднина ќе се изјасни. Ние како комисија сме отворени до крајот на јануари за секој оној кој што смета дека треба да даде исказ пред оваа комисија, да овозможиме работна атмосфера и тоа се случи. Како го толкувате на Оговлечување на сето тоа се губи време. Со договлечување на сето тоа се губи време за сведоци. Очигледно е дека се губи време затоа што ние сметавме и тоа беше начелен договор на почетокот во денови кога немаме личности или функционери или експерти кои што не се обраќаат или даваат исказ пред анкетната комисија да работи наместо да ден губи. Да појдеме во институции, да побараме извештаи, да ги анализираме, да посетиме други институции и она што наместо денес се надмудруваме тука меѓу себе и се занимаваме за тоа кој го прекршил деловникот, требаше да биде искористено за ефективна работа на анкетната комисија, но очигледно е дека некој се плаши да се дознае кој прислушкувал, на каков начин, кој го пробил системот, кога и во чии интерес тоа го направил. Но ние сигурен сум дека до тие податоци и до таа вистина ќе стигнеме, без разлика дали тоа се допаѓа на една или на друга политичка партија. Господин Милошевски, не сте задоволен од работата на Шилегов, дали ќе побарате од пратеничката група на СДСМ да делегира друг пратеник за председател на комисијата? Тоа место, според одлуката за формирање на анкетната комисија, припаѓа на пратеник од опозицијата. Некои наши пратеници сметаат дека господинот Мисовски е можеби поискусен пратенички, ќе може подобро да се носи со деловничките одредби нивното почитување, но на нив е да одлучат кој ќе ја води оваа комисија. Ние само сакаме да има човек кој што ќе го почитува деловникот кој што сам го предложил со една корекција да нема два гласа како што тоа го бараше. Зошто бевте ли сигурни дека господинот Милко Венслар нема да се појави затоа што вас да се повеќе? Сите оние кои што ве информирал исто како што ве информираше господинот Шилегов, како председател на анкетната комисија, ги има сите податоци и адресата на која што секој се обраќа. Писмените известувања кои што се досега стигнати се оние за кои што бевте запознаени и ние сме спремни и на располагање тие луѓе кога ќе бидат тука да дадат искази да овозможиме атмосфера за тоа да се случи. И второ, зошто прашање, значи, како може да се дознае тоа што вие сакате, да се дознае кој ви слушал како за кого, ако тоа не го докажува и господинот Милко? Мислам дека со увид во документација, со увид во анализи, со увид во извештаи на институциите кои што имаат архивска меморија и се должни тоа да го прават, можете да дознаете многу повеќе отколку со изјава или неизјава на една личност. Секој кој што ќе даде изјава, истата ќе биде земена во предвид, но тоа не значи дека увидот во материјалните факти, во документацијата и во истрагите треба да ни биде попречен. Ние сакаме тој увид да постои и ние немаме намера некого да поштедиме без разлика дали работи во УБК или работел во УБК, а злоупотребил прислушкување, без разлика дали е член на партија или не е член на партија, а бил дел од групата која што неовластено или овластено прислушкувала граѓани на државата. На контекст зошто актуелниот директор на ОБК не се сведоци на ова комисија? Дали се интерес на јавноста да биде и тој да дојде тука да дава актуелниот директор на ОБК? Сите повикани, сите поканети. Да знаете вистината на прислушување. Сите повикани, сите поканети имаат право, имаат можност да го известат председателот на анкетната комисија за нивното сведочење и исказ пред комисијата. Тие кои што досега дали таков исказ, ние ги имаме како информација добиена од господинот Чилегов и сме спремни да овозможиме работна атмосфера, истите кога ќе бидат присутни, да ги добиеме од нив одговорите на нашите прашања кои што сакаме да ги поставиме.